Наместо 9, бремените жени вработени во неколку приватни компании по породувањето дома ќе седат по 12 месеци. Продолженото породилно отсуство ќе биде на товар на стопанствениците, кои ваквата одлука ја донеле во разговор со синдикатите и со вработените. За власта иницијативата е добра, но за жените во јавниот сектор засега била невозможна. Велат Фондот за здравствено осигурување немал буџет за ваква намена. Треба фондот за здравствено да зголеме за 30%. Од 9 на 12 месеци, тоа значи 4 месеци треба да ги плати државата. За жал, нашата земја финансиски не е во ваква можност тоа да го направи сега. Може би во подобри времења, во подобри финансиски можности. Тие сега не е ни законски регулирано тоа. Тие велат да 3 месеци дополнителни скратено работно време за секој родител вратен од породилно отсуство. И со тоа тие си обезбедуваат поквалитетно работно место за своите работници. И додека бремените жени на товар на фондот со своите новороденчиња ќе бидат само во првите 9 месеци. Владата планира преку истиот тој фонд да им овозможи на пациентите по свој избор да се лечат во приватните клиники. Ваквите планови пред 2 недели ги најави лично премиерот Заев, кој тогаш тврдеше дека фондот со буџетот од 500 милиони евра може да си дозволи да плаќа здравствени услуги во приватни болници. Инаку пред повеќе од 2 години околу 200 мајки поднесоа иницијатива до парламентот, со која бараа измени во Законот за работни односи, со цел породилното отсуство за новите мајки да се зголеми двојно, од 9 на 18 месеци. Пратениците на СДСМ во Комисијата за политички системи оваа иницијатива ја отфрлија како неуредна. Иницијативата тогаш најде и на голема поддршка од страна на педијатрите, кои сметаа дека е од огромна важност мајката да биде со бебето што е можно подолго.